Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Тројца новозаболени со COVID-19 во Тетово во изминатото деноночие. Владата на седница ја усвои иницијативата Шар планина конечно да биде национален парк. Коронавирусот во Полошкиот регион отпушти над 1000 работници. Дел од нив се и поранешните вработени на Тетекс Јан. 13 нови потврдени случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа, од кои тројца се од Тетово. Институтот за јавно здравје регистрира и 44 оздравени пациенти. 3 нови случаи на COVID-19 во Тетово во последните 24 часа, од вкупно 13 нови потврдени во земјава. Починати се двајца пациенти од Прилеп и Битола, а Институтот за јавно здравје регистрира 44 оздравени. Тетовската градоначалничка Теута Арифи вели дека во овој период потребна е поголема предпазливост, за да не дојде ситуација кога ќе се бараат подрастични мерки. Апелира да се почитуваат мерките за заштита од ширење на коронавирусот и граѓаните задолжително да носат заштитна опрема. Апелираме до граѓаните да бидат внимателни и одговорни, да одржуваат физичка дистанца и да носат заштитни маски во согласност со препораките и мерките на надлежните здравствени институции. Општина Тетово и кризниот штаб продолжуваат да ја следат и управуваат состојбата во однос на ширењето на COVID-19 и секако остануваат во координација со сите други надлежни институции за што побрзо да излеземе од оваа криза. Во земјава во изминатите 24 часа направени се 292 тестирања. Купната бројка на диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1539. Бројката на оздравени е 1057, на починати 88, а во моментов бројот на активни случаи изнесува 394. Иницијативите Шар планина и Осоговските планини да бидат прогласени за заштитни подрачја добија институционална поддршка. Владата на седница донесе одлука со која најпрво ќе бидат спроведени јавни расправи со засегнатите страни, пошто ќе бидат изготвени конечни предлози. Владата на вчерашната седница ја усвои иницијативата за прогласување на Шар планина и Осоговските планини за заштитени подрачја. Согласно законската процедура во престојниот период ќе бидат спроведени јавни расправи по предлозите со локалното население како и со сите засегнати страни и по усогласувањето на мислењата и забелешките ќе бидат изготвени конечни предлози. Уверувам дека ќе бидат земени во предвид сите барања од засегнатите страни за обезбедување на заштита на природата без нанесување на штети на локалното население и обезбедување на развој на локалитетите според европските стандарди. Одлуката ја поздравуваат невладините организации кои во изминатиот период се залагаа Шар планина да биде национален парк, со која би се заштитиле природните ресурси, а исто така би се спречила масовната сеча на шума. Свесни сме дека ќе престојуваат јавни дебати, значи и свесни сме дека сме во пола пат, би рекол, но идните чекори се многу важни да бидат вклучени сите засегнати страни, локалното население, со цел да се избегнуваат конфликти во идното прогласување на тие граници до каде што и надлежности на овој национален парк. Од Сдруженијето Екогерила вела дека штетата на Шар планина е огромна, со дивата сеча и изградбата на хидроцентрали. Можам како пример да ги спомнам селото Доброште и селото Пршовци, општина Теарце, каде што луѓето имаат проблеми со водата за пиење, поради тоа што се изградени хидроелектрани во нивните реки. И тие хидроелектрани се изградени без никаква јавна консултација. Значи, жителите на тие населени места никој не ги прашал дали можеме да ви ја украдеме водата и да ви оставиме без вода. Значи, тоа е огромна штета. Мислам дека ќе биде многу добро во некое едно време и што побрзо е можно да се прави некоја ревизија, некој аудитинг на сето тоа што се случи, за да се знае точно кој даде дозволи за изградба на хидроелектрани, во кое време се дадени и зошто.
Од друга страна, Ловечката федерација на Македонија на социјалните мрежи објави дека е против одлуката за прогласување 2 нови заштитени подрачја, бидејќи со тоа ловството би имало трајни последици. 25-годишната Петра Јаневска од Гостивар е дел од медицинскиот тим во Словенија, кој се справува со коронавирусот. Љубовта кон медицината ја има од мали нозе, а за работата во ургентниот центар во Марибор вели дека е голем предизвик. Младата гостиварка Петра Јаневска е во првата борбена линија против COVID-19 во ургентниот центар во Марибор, Словенија. Таму работи како дипломирана медицинска сестра на Факултетот за здравствени науки, а паралелно следи и магистарски студии. Петра со нас сподели каква е работата и темпото во центарот и какви предизвици носи работниот ден, кој за медицинскиот персонал трае од 8 до 12 часа. Морам да признам дека не е баш лесно и секој ден е нов предизвик. Најпрво и најважно е психичката подготовка и затоа што самото темпо на работа е динамично и многу стресно. Значи со самиот збор ургентно. Работиме од 8 до 12 часа на ден и пред се трудам да бидам што покомотно облечена и што потопла, значи со оглед на временските услови затоа што работиме надвор. Работам пред се во супер тим, многу позитивен, владее константно позитивна енергија и тоа е најбитно. Затоа и пред се секој ден, колку и да е тоа напорно, трнувам од дома и се враќам со насмевка. И затоа што ја секогаш викам дека убавиот збор е половина здравје пред се во ова време. Пандемијата даде поинаков тек на човечките животи, секојдневието, навиките, обврските. Јанеска вели дека и во Словенија биле донесени строги мерки. Забранет бил јавниот превоз, патувањето од една во друга општина, затворени биле угостителските објекти и слично. Периодов постепено се почнува со олабавување на ограничувањата, но препораките за заштита остануваат. Иако сите тие мерки се ублажуваат, се уште на некој начин треба да се држиме до тие препораки, односно да држиме таа дистанца помеѓу нас на 2 метра. Дезинфекција на раце, миење на раце, носење на маски. Љубовта кон медицината оваа гостиварка ја има од мали нозе. Вели дека идол бил покојниот дедо Бранислав Јаковлевски, пулмолог и долгогодишен директор на гостиварската болница. Кога завршила средно во гимназијата во Гостивар, аплицирала на 2 медицински факултети во Словенија и од двата добила потврден одговор, а нејзиниот избор паднал на здравствените науки. Откако дипломирала како најдобар студент со просек 10, веднаш била примена на работа. Добив можност да се вработам во клиничкиот центар без да чекам оглас за работа. Него со дипломата во рака, појдов кај надлежните, кажав дека сум завршила и веднаш ме вработија. Но воедно се запишав и на магистарски, значи студирам и работам редовно. Тешко е, напорно е, но се може ако се сака. Сега редам десетки. Се надевам дека така ќе остане, затоа што планирам понатака да продолжам и на докторски студии. Границите се уште се затворени и Петра засега не може да го посети Гостивар и своето семејство, но вели ќе ја искористи првата прилика за кафе и баклава во родниот град. Коронавирусот во Полошкиот регион отпушти над 1000 работници. Дел од нив се и поранешните вработени на Тетекс Јарн, кои останаа без работа и неисплатени плати. Од кризниот штаб на општина Тетово сметаат дека владата треба да понуди сет економски мерки кои ќе ги заштитат најпогодените семејства. Ова се само дел од 160 поранешни вработени на Тетекс Јарн кои 2 месеци немаат земена плата, наместо да бидат исплатени. Тие доби отказни решенија за време на пандемија, откако како што велат, биле изманипулирани од претходното раководство на фабриката. Од кога се прогласи вонредната состојба не ги сменија договорите, на анекс договор потпишавме на 1 месец без никакво образложение, од 1 април отиднавме под завод.
Значи, сите судии и тоа не сака да им се намали од платата ни дел, додека ние работници сме изработале 2 плати, а да не можеме да земеме изработаното. Значи, стварно, крајно и државата би требало нешто да се позабави со нашиот случај. Велат дека со сегашното раководство преговараат за неисплатените плати и евентуалното враќање на работа, но се уште не добиле конкретен одговор. Моментално сите 160 вработени се под центарот за вработување. Би апелирале, ако има можност, ако има прилика да не останеме по улица, може да ни се обрате у секој момент, да понуда некоја работа и би ја прифатиле да не седиме вака по улици, по паркови. Ваква слична судбина делат над 1000 работници од Полошко, кои се отпуштени за време на пандемија. Од Центарот за вработување Тетово истакнаа дека склучуваат договори за спроведување на мерките за субвенционирање на плати, а во меѓувреме посредуваат при вработување, но засега поради пандемијата само по електронски пат. На барање на работодавачите од приватниот сектор, Центарот за вработување врши преверување во евиденцијата на невработени лица и ги упатува на разговор за вработување на соодветните кадри. Од кризниот штаб на општина Тетово велат дека со олабавувањето на мерките ќе се отворат големите економски последици од оваа криза. Градоначалничката Арифи смета дека новиот сет на економски мерки треба да ги заштитат најпогодените семејства од коронавирусот. Барем во тој процес на враќање на работните места, минимум еден од партнерите да може да си го поврати местото за да имаме социјална стабилност во рамките на семејството. Од Полошкиот регион заклучно месец април во Агенцијата за вработување се евидентирани 21.109 невработени лица или 1077 повеќе споредбено со месец февруари. Хотелиерите на Попова шапка се надеваат дека сега и на лето би ги покриле загубите од лошата скијачка сезона, која годинава не стартуваше. Но коронавирусот ги затвори вратите на хотелите, кои дел од нив се пренаменети во државни карантини. Велат дека речиси сите аранжмани за следните месеци им се откажани. Туристичкиот центар Попова шапка бележи една од најлошите сезони. Поради недостигот на снег, скијачката сезона воопшто не започна. Хотелите беа полупразни. Угостителите се надеваат дека загубите ќе се покријат во пролетниот и летниот период, но коронавирусот сместувачките капацитети ги претвори во државни карантини, каде за секое сместено лице се добиваат минимални средства. Сметам дека сега се моментите какви што се со пандемијата и моментално гледаме само да биде добро за луѓето кои што доаѓаат од другите држави и повеќе е од хуман аспект. И приватните хотели едва обстануваат. И хотел Арена Тетекс моментално е државен карантин. Се пријавивме за карантин за овие наши граѓани што се враќаат од странство, така да го исполниме и овој период. Сега цената не е баш толку висока, е малце ниска. Дел од хотелите на Попова шапка пак се празни. Велат дека ниту еден вработен немаат отпуштено, но без помош од државата која ја најави, најверојатно ќе мораат делат откази. Спасот го гледаат во домашните туристи кои се надеваат дека ќе ги посетат, откако ќе помине заразата. Кај нас сега има откажени многу резервации, така што ние више се спремамо за домашни туристи, за домашни гости. Во државните карантини на Попова шапка има сместено 120 луѓе, кои неделава пристигнаа од повеќе земји. Ова е трета тура која се сместува на центарот и треба да помине 14-дневна изолација. За нив се грижи медицински персонал, а на сите сомнителни им се земат брисеви. До сега само едно девојче од Радовиш доби позитивен резултат по направениот тест за COVID-19. Министерот за економија Крешник Бектеши одржа пресконференција на која информираше за јавниот повик за субвенции за печки за пелети. Спроведен е јавниот повик за субвенции за печки на пелети, информираше на денешната пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. 454 домаќинства кои аплицирале до денешниот ден годинава ќе добијат субвенции. Од програмата за енергетска ефикасност сакам да ве информирам дека е спроведен јавниот повик за субвенции на печки на пелети. Од ова мерка ова година субвенции ќе добијат вкупно 454 граѓани кои аплицира заклучно со крајниот рок 6 март во вкупен износ
од 10,7 милиони денари. Вкупно 20 од граѓаните кои добиле субвенции за печки на пелети се домаќинства со ниски примање, за што е предвидена субвенција од 75% од средствата, но не повеќе од 25.000 денари. Останатите домаќинства беа поддржани со 50% од трошоците за набавка на печки на пелети, но не повеќе од 20.000 денари. Бектеши истакна и дека се завршени јавните повици за субвенции за занаетчии, за кофинансирање на проекти во занаетчиството, за поддршка на микро, мали и средни предпријатија. По повод денот на македонската полиција, утре ќе му биде оддадена почит на полицискиот службеник Цоки Стојановски, кој загина бранејќи својата земја во конфликтот во 2001 година. Во рамки на одбележувањето на денот на македонската полиција ќе биде оддадена почит на полицискиот службеник и македонски патриот Цоки Стојановски, кој го загуби животот во вооружениот конфликт во 2001 година, извршувајќи ја својата работна должност. Утре, 7 мај, во 8 часот на православните гробишта во Тетово, во знак на почит, незаборав и пиетет, ќе биде посетено вечното почивалиште на полицискиот службеник Стојановски и ќе бидат положени букети цвеќе. Во 8 часот и 30 минути ќе бидат положени букети цвеќе пред спомен бистата во кругот на објектот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово. 8 лица ја прекршиле забраната за движење во последните 24 часа. Полицијата регистрира и физички напад во Гостиварско, Дебреше и злоупотреба на платежна картичка во Тетово. Следуваат деталите од СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќе, 8 лица, 6 од Тетово и 2 од Гостивар, не ја почитувале забраната за движење. Тие се лишени од слобода и за нив ќе следуваат соодветни поднесоци за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Исто така, според статистичките податоци на СВР Тетово, во изминатото деноноќе нема нови лица со решенија за изолација, издадени од Државен санитарен и здравствен инспекторат, а изјави за самоизолација подпишале вкупно 4 лица, сите од Гостивар. Во овој период консултирани се 115 лица во Тетово и 9 лица во Гостивар со решенија за изолација и 35 лица во Тетово и 37 лица во Гостивар со подпишани изјави за самоизолација, додека нема предупредени за неносење на заштитни маски. Вчера во 15 часот и 30 минути, 45 годишникот Гостиварски Добридол во СВР Тетово пријавил дека дента околу 13 часот и 40 минути во Гостиварско Дебреше бил физички нападнат од 32 годишникот ова село и од уште едно непознато лице поради нерасчистени купопродажни односи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во текот на вчерашниот ден исто така, во 10 часот и 15 минути, 58 годишникот Тетово пријавил дека во периодот од 25 април до 5 мај годинава за сега непознат сторител ја злоупотребил неговата платежна картичка. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот.
Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието, останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!